Со години хроничниот недостиг од лекари и специјалисти се пожестоко удира врз онака болното македонско јавно здравство. Речи си и да нема болница во земјава која не се соочува со овој проблем. На одделенијата работат по 1-2 лекари, некаде нема ни класични дежурства, туку само приправност, а некаде пак повремено доаѓаат доктори од другите градови. Најаларамантна е ситуацијата на рентген, односно една докторка е на породилно отсуство, двајцата доктори кои што се во моментот вработени во нашето одделение и доаѓаат доктори од другите болници, односно од Битола и од Скопје. Тешко се пополнуваат и испразнетите места со нов кадар, каде лекарите одат во пензија или заминале во странство, или пак почнале со приватна практика, бидејќи за лекарите кои веќе се на специјализација, потребни се години за да се вратат и да почнат со работа. Испратени се доктори на специјализација во една така поголема бројка, но за тоа треба дополнително време за да се вратат. Очекуваме 40 специјализанти да се вратат, но етапно. Оние специјализанти кои што лани ги испративме се 27 и тие ќе се вратат по 3-4 години. А останатите специјализанти 10-12 треба да се вратат наредната година. Дека овој проблем метастазира, свесно е и ресорното министерство, па согласно веќе направените општи законски измени околу одењето во пензија, соломонското решение е специјалистите кои веќе навршиле 64 години старост и треба да одат во пензија да имаат право да работат до 67 години, па дури и на таа возраст. Благодарение на она што значи одредба во Законот за здравствена заштита, и побаравме од страна на министерот да ја одобри нашата одлука, односно одлуката на болницата беше тие доктори да продолжат до 67 години. 8 доктори од нашата болница работат и после 64 години и тоа значително многу ни помага во работата со пациентите. Во моментов немаме доктори кои што работат после 67 години, ја разгледуваме и таа опција. Заради ваквата состојба, граѓаните загрижени за своето здравје се побурно јавно реагираат и бараат поголема ажурност од здравствените власти. Ова особено и заради тоа што во Прилепската општа болница се лекуваат и жителите од 4 околни општини: Кривогаштани, Крушево, Долнени и Македонски Брод, или вкупно околу 100.000 осигуреници.